Денес имаме гости на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип. На наше огромно задоволство, со голема посветеност и почит, нашиот ценет професор, доктор Живко Цветковски од Филолошкиот факултет Блаже Коневски од Универзитетот Свети Кирил и Методи, одлучи да ни ја подари неговата приватна библиотека да биде во склопот на нашите простории и со тоа не задолжи многу да се грижиме и понатаму за македонскиот јазик, за литературата и да го негуваме како што тоа и досега сме го правеле, но сега ќе имаме поголем број на публикации кои што и самиот тој ги користел во своите истражувања. Еве сега ние како наставен кадар и соработнички кадар, но и нашите студенти. Со тоа тој искажува исто така голема почит и за нашата иницијатива дека Филолошкиот факултет при УГД Штип и оваа година обезбедува стипендирање на сите студенти во прва година на катедрата за македонски јазик и книжевност. Како што до сега многу пати кажавме и сега ќе повториме дека ние ако самите не си го негуваме јазикот во ова време не време, тогаш не можеме да очекуваме дека другите ќе го сторат тоа за нас. Еве професорот денес на вистина не почести со тоа и ни укажа дека на вистина сме на добар пат и ќе продолжиме само така. Ова година, како што кажа и деканката, имаме два јубилеја. Тоа е 100 години од раѓањето на Блаже Коневски и 20 години од постоењето на Фондацијата за македонски јазик Небрегово, чиј секретар сум јас, и во нашата програма имаме точно зацртано 3 работи. Првата работа е најдостоинствено да се одолжиме кон ликот и делото на Блаже Коневски, да го зачуваме и да го продолжиме неговото дело. Втората работа е Фондацијата за македонски јазик 20 години има богата издавачка дејност и нејзините изданија се достапни и овде на Универзитетот во Штип. Професорот Живко Цветковски, како член на управниот одбор на фондацијата, се определи неговата лична библиотека да биде донирана во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, односно на катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет. И 3, Фондацијата за македонски јазик, според незините програмски определби, се определува да бидат манифестациите ова година одржани во повеќе места во државата, а не само на едно место во Скопје, и ова е конкретен пример зашто искажуваме искрена благодарност кон Универзитетот, кон Филолошкиот факултет и лично кон деканката и кон професорот Живко Цветковски за збогатување на литературното дело или на библиотечната фондација што ја има факултетот, Филолошкиот факултет во Штип. Ова е потврда уште еднаш на конкретен, непосреден и достоинствен начин зборот на големиот Блаже Коневски да допре до најмладите. Тоа го потврдува и овој потек што го направивме денеска. Јас особено искажувам благодарност. Дали ваква соработка и ова соработка со Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев ќе биде уште еден дополнителен мотив за задржување на местото кое што го има Фондацијата Небрегово од нападите кои што ги има од време на време од разни структури? Ние, забележувате, не даваме посебна важност на напади од било каков вид. За нас значајно е делото со дело да покажеме која е големината на Блаже Коневски, кои се неговите определби и зошто Блаже Коневски добива таква значајна улога за време на сега, ова година, бидејќи првпат ова година Блаже Коневски е влезен во активностите на УНЕСКО. Ако тоа значи нешто, тоа значи за нас уште еден огромен поттик тие активности да се одвиваат широко низ државава. За тоа беше и конкретен пример на 5 мај, кога се одржа првата голема манифестација во Универзитетот Гоце Делчев, овде во Штип, во организација на Филолошкиот факултет,
во организација на катедрата, што покажа и докажа дека на достоинствен начин Фондацијата за македонски јазик, Универзитетот во Штип и сите личности што искрено, честито и достоинствено го почитуваат и го продолжуваат ликот и делото на Блаже Конески, да го покажат тоа на дело. Тоа го покажа и професорот Живко Цветковски со неговата лична библиотека денеска, овде и овој во момент. Има нешто што имаат вредност, има нешто што може да ми се процени вредноста, нешто што не може. Може ли да се процени вредноста на она што го подарува професорот Цветковски? Како што пред малку во неврзан разговор реков, но нема некои директни врски со тоа. Само пишаниот збор има непроценлива вредност. Тој останува за навек. Само тоа е определбата што ја поттикнала фондацијата, што го инспирирала професорот Живко Цветковски и деканката да го потврдат и на дело. Само пишаниот збор тоа го потврдува и на дело. Тоа ќе биде користено, рече деканката, и од идните студенти на катедрата за македонски јазик во Штип.